Се е подготвено за полагање на државната матура која ќе започне од 27 мај, велат надлежните од Кумановската гимназија Гоце Делчев. Во вкупно 19 училници ќе се полага првиот предмет од државната матура македонски јазик. Списоците со ученици се веќе објавени, а тестовите пристигнуваат утре, информира директорот на училиштето Сонја Тодоровска. Ние се подготвуваме за полагање на државна матура. Сите училници се подготвени. Во 19 училници ќе се полага македонски јазик и литература утре, по сабота. Списоците се веќе стигнати, учениците се распоредени по простории. Утре ги очекуваме тестовите и тестаторите ќе бидат распоредени. Училишната комисија за спроведување на матура со своите работни обврски се е подготвено утре да се тргне успешно со полагање на матура. Државна матура во гимназијата Гоце Делчев ќе полагал вкупно 282 ученици, додека училишна матура пријавил само еден ученик. Ние имаме вкупно 282 матуранта, од кои што само еден се определи за училишна матура, сите останати ќе полагаат државна матура. Останатите предмети се закажани за полагање странски јазик на 10.6, математика на 12.6, хемија, физика, биологија, историја и филозофија на 14.6. Учениците веќе го имаат направено својот избор, кои предмети ќе ги полагаат во екстерниот дел од матурата и ќе си доаѓаат според закажаните термини. Убедена сум, додаде Тодоровска, дека нашите ученици се одлични ученици и дека сите ќе положат во првиот испитен рок, затоа што потенцираше гимназијата Гоце Делчев секогаш имала високи резултати на државна матура. Според податоците на државниот испитен центар, пријавени се 10.632 матуранти за македонски јазик, 5.120 за албански и 418 за турски јазик. На 10 јуни е полагањето странски јазик, како и во минатите години. Најголем број 15.201 се пријавени за англиски јазик, за француски 108, за германски 197 и за руски јазик 26 кандидати. Според видот на образование, 8.274 од вкупниот број пријавени матуранти се од гимназиско образование, 7.881 од средно стручно и 271 кандидат од средно уметничко образование. Првичните резултати од тестовите треба да бидат објавени најдоцна до 14 јули, односно еден месец по последниот екстерен испит на 14 јуни.